Од четворица, тројца од семејството Ивановски од Штип се активни пилоти. Приказната ја започнува таткото Раде во далечната 1972 година, како влюбеник во моделарството, што ја гради и својата кариера на безпрекорен летички професионалец. Желбата нормално секој се раѓа како помлад, гледајќи ги авионите кои прелетуваа во тоа време над нашата територија и со зачленувањето во аероклубот како моделар, ракетен моделар, нормално одевме на некои такмичења како млад тогаш и 77 година почнав со едиличарство. Теорија прво и практично, значи 77 некаде во јуни беше првиот лет со едилица и самостално почнуваме. За да после тоа поминеме на тогаш ги нарекувавме моторна обука, односно за моторен пилот и нормално после тоа за сообраќаен пилот. Првиот лет е незаборавен. Нормално, кога полеташ сам со едилицата, у тоа време зборам за полетување со едилица, немаш никој позади да седе и чувството е нормално и нормално треба да се пееш некојаш. По 46 години и над 15.000 часови летање на познатиот DC-9 и уште попознатиот Boeing 737, кое е искуството на еден ваков пилот? Дали во одредени моменти страста била страв и што во таква драматична ситуација мисли еден пилот? Страста од летањето е една работа, а кога дојдете во некои непредвидени ситуации е сосем друга работа. Обично се турбуленции и нешто слично, вака лаички знам. Да, па обично неочекувани ситуации, како обично припрема на лето се прави на земја, али има и непредвидени, да речеме, турбуленции, каде што мора да се пази на безбедноста на патниците, нормално и на нас прво. И следното е за патниците и реномето на компанијата. Или на самиот авион, или на школата, зависи и тоа. И тогаш пилотот одлучува, значи, да направи некои маневри, да избегне турбуленцијата со барање на пониски висини или на повисоки, или променување на правецо, за да се таа ситуација намале. Дали сте били во ваква ситуација на турбуленција или пак во ситуација, да речеме, не дај Боже да откаже некој дел од авион? Турбуленција нормално има, али не сум до сега, у моето искуство бил во оно што викаме јака турбуленција или сивир турбуленц, каде што лета се живо и диво у авионот. Така да било е оно лесна турбуленција до средна. Да објасниме што значи турбуленција, што е фактички тоа? Турбуленција е нормално кога доваѓа промена на положбата на авионот, каде што авионот оде горе-доле, така да вертикално, значи промена. Кога предизвикува тоа? Па тоа е од струјењето од самиот воздух, од орографијата на терено, а имаме и оно исто една, тоа се вика clear air turbulence, каде што од самата атмосфера се ствара тоа и уште една друга поопасна ситуација каде што на полетување или на слетување се појавува wake turbulence, значи тоа е турбуленција после предизвикана од претходниот авион. Во огромното искуство поминато на големи височини, има ли некоја необична случка, некое доживување? За сега, за среќа да речем, немам некои поголеми дефекти да се случат на авионот. Има отказ на хидраулика, али таму има по 2 до 3 системи кои што ги надокнадуваат другите системи. Едино што има случка, тоа е во еден прилаз во Дубај пред короната, да во самиот прилаз, како што напоменав преска, од самата турбуленција од претходниот авион се исклучи автопилотот и опремата која што го следи прилазот на аеродромот. Во тој случај како? Нормално акција на пилото и безбедно слетување. Дубај е прилично густ сообраќај има. Да, многу густ сообраќај, али морам да кажам дека безбедноста е на големо ниво и контролорите и пилотите се трудат да ги пратат процедурите кои што се предвидени за слетување. Може ли искусниот Ивановски да се присети кои се познати луѓе биле во неговиот авион низ светот? Со меѓународните летови, односно каде што сум работел во тие претходни компании, имало и министри на едино што може да кажам дека поголема личност беше председател покоен Трајковски на нашата линија од Скопје према друга дестинација.
Освен што неговиот професионален пат и сите индивидуални амбиции завршувале на големи височини, Раде Ивановски својата страст кон височините ја насочувал и кон младите генерации. Секогаш ние делиме работата, пилотската работа и работата на инструкторо, се различни работи. Може да бидеш добар пилот, а да не си добар инструктор. Што значи тоа? За среќа у Македонија имаме добри инструктори. Тоа значи дека ти како пилот сам кога го управуваш авионот одлучуваш сам и ти размислуваш како ти што треба и да слеташ. Додека у самата обука, пренесувањето на знаењето на млади пилоти е сосем трета работа. Мораш да му пренесеш тоа што треба по прописи, по како треба да се лета авионо и уште да предвидеш што би он направил, а не му е објаснето. Меѓу останатите, сите оние кои ја поминеле школата на Раде, се и неговите два сина, Никола и Маријан Ивановски. Тие уште од најмали нозе исто така гледале во височините како предизвик. Со самото наше присуство на спортскиот аеродром во Штип од мали нозе, од некој си 2 годишна возраст, и јас и брат ми, значи неизбежно беше тоа да се роди желбата кон воздухопловството, кон авиацијата. Со самото тоа што нашиот родител беше вклучен директно во активностите на аероклубот како инструктор по моторно летање и дреличарство. И јас и брат ми се залюбивме во воздухопловството и од мали нози ги сакавме и авионите и едрелиците. И двајцата поминавме со брат ми Маријан низ воздухопловните секции како моделарство, ракетно моделарство, па потоа едреличарство и моторно летање. Јас во 2005 година завршив моторна обука за спортски пилот на авион. Брат ми 2007 година почна обука за пилот на едрилица, за потоа подоцна јас во текот на 2009 година да завршам едриличарска обука. Со самото тоа стекнавме одредено искуство и се роди уште поголема желба да продолжиме и професионално да се бавиме со авиација. Семејството Ивановски сега е собственик на приватен аеродром, приватен хангар и приватна летечка компанија Римини Ер. Каков тип на услуги нуди таа? Во 2019 година, на денешен ден се отвори нашиот хангар како нова градба на спортскиот аеродром во Штип. Со тоа се стекнавме со приватен хангар кој ги имаше сите предиспозиции за отворање на една професионална школа за пилоти. Риминер, како одобрена организација за обука на пилоти, е единствена од таков калибар во државата и една од ретките во регионот, која што го има сертификатот за АТО, односно одобрена организација за обука на пилоти. Кај нас пилотите може да се стекнат со дозволи за приватен пилот, дозвола за комерцијален пилот на авион, дозвола за инструктор по летање, како и овластување за ноќно летање, овластување за едномоторни авиони и класа повеќе моторни авиони. Во склоп на нашата компанија Риминер, односно одобрената организација за обука, имаме набавено и повеќе едрилици, каде што се негува и спортскиот дел на воздухопловството, не само организацијата за обука како школа за пилоти, туку и спортското летање и уживање во височините. Како таков имаме веќе повеќе години наназад формирано тим кој учествува на меѓународни надпревари по едриличарство и каде што редовно сме во првите екипи во регионот, односно неколку години поред сме и прваци во меѓународните надпревари во Босна Приедор и во Трстеник, Србија. Огромното искуство на сега веќе тројцата Ивановски кажува дека повеќе од 50% од сите пилоти во државата ја минале нивната школа за обука на пилоти. А како што и самите рековте, повеќе од 50% од пилотите се обучуваат токму во нашата школа во државата. Пред се, интересот е за дозволата за приватен пилот, односно за дозволата која што народски кажано е на рамниште на Б категорија, односно дозволува да еден ученик по завршување на обуката и стекнување на таква дозвола управува со еден ваков авион, како што во моментот се наоѓаме. Каков е овој авион, само за информација? Авион е тип Цесна, модел 172, значи четворосет авион наменет специјално за обука и е најкористениот авион во светот за обука на моторни пилоти. Тука имаме една традиција, морам да го споменам и аероклубот претходно, кај што сум почнал. Секогаш сме се трудиле да му дадеме максимални информации и максимална безбедност на кандидатот што ќе дојде кај нас да се обучава. Со тоа што му го пренесуваме сето знаење и се трудиме да не гледаме само низ парите, него да биде тоа кандидатот задоволен кој ќе заврши обука и понатаму да се гледаме и понатаму да соработуваме
и да му стоиме на услуга за понатамошни напредни летања. Дали со авион, дали со едилица, да искористи максимално што може од нас. 62-годишниот Ради Ивановски во овој период плови низ афричките воздушни простори, а синовите, 36-годишниот Никола и 34-годишниот Маријан, посветени се на сегашноста и иднината на оваа професија.